Почитувани гледачи, добра вечер. Како и секоја среда во 19 часот и 15 минути, вие сте со Трета порта, емисија која за вас сурфа на интернет и ви ги вади најинтересните колумни и анализи. Во оваа емисија подготвивме неколку теми. Како една од главните се протестите на стечајците пред владата на Република Македонија и коментарите поврзани околу тоа. Исто така ќе зборуваме за односите помеѓу новинарските здруженија и некои новинари, како и ќе видиме дел од претседателските кандидати, нивните ставови и анализа на политичката состојба. Почнуваме со Facebook статусот на Арсем Зеколи, политички аналитичар, кој се обраќа на протестите на стечајците. Но овој пат коментарот на Зеколи е повеќе ограничен со зборови, а повеќе се пренесува со слика. Велат една слика, 1000 зборови, па еве таа фотографија. Зеколи напишал: нашата консензуална сиромаштија. Свесно алудирајќи на ставот на ДОИ за консензуален кандидат како решение за сите проблеми, и еве фотографијата на еден од учесниците во протестите на стечајците. Продолжуваме со колумната на Ацо Кабранов, која исто така се однесува на случувањата со стечајците. Тука Кабранов вели дека полицијата употребила прекумерна сила во справувањето со стечајците и вели дека наместо да се справува со безпомошни старци и жени, дека полицијата треба да го работи она што треба, а тоа е да се справува со реалните криминални проблеми и други во општеството. Па колумната на Кабранов е насловена: Гоци Ќотек согласно Уставот и законот. Еве дел од поентата. Тука се, почнува со овој став и вели: оти наместо да им ги штити правата, си профитира за себе. Има дел човекот со премиерот. Тука Кабранов коментира на претседателот на синдикатот Живко Митревски. Што ќе добие од работничката класа, која уште малку, па ќе проси и за леп. Полицијата на Гоци е воглавном партиска војска. Одамна не е во служба на граѓаните. Само платите им се од нивната пот. Тие го штитат вождот и тајфата што се игра мајтап со гладните усти. Затоа, ни денеска, а ни утре, на некои нови протести не очекувајте нашата полиција да застане со народот. Таа е верна на партијата. Од неа и зависи и работното место и платата. Гоци може да те тепа, да става лисици. Може хелсиншки да реагира, а она ќе ги игнорира и ќе се прави така се додека и се може. Башка првата полицајка е зафатена со уредување на новиот огромен стан во ВИП зградата на Чифлиганец и се разбира, како секоја вредна домакинка има обврски да направи ручек, па да оди на вечерна прошетка и то. Продолжуваме со колумна на Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН, која директно не се однесува на протестите на стечајците, но на некој начин е поврзана. Имено во дел од стечајните протести имаше изјави од самите стечајци, од претседателката на Сдруженијето на стечајци, дека Македонија ја чека босанско сценарио. Еве колумната на Ѓорчев која се надоврзува на тој став. Колумната која е насловена како "Пироманите сакаат насилство и дестабилизација". Почнува вака: кој посакува Босна во Македонија? Една директна прогноза и процена. По една година Босна и Херцеговина нема да има помала невработеност, ниту по значајни инвестиции, ниту по големи плати, ниту по големи пензии, ниту подобар стандард. Оваа реченица може да ја запишат и подвличат сите оние
што деновиве се восхитуваат на насилствата во Босна и Херцеговина, кои ги поддржуваат палењата и уривањата на објектите и кои посакуваат извоз на револуција на целиот Балкан. Веднаш на почетокот треба да се направи јасна разлика помеѓу мирните протести и палењето згради. Протестите се легитимна и посакувана појава во сите демократски општества. Протестот значи несогласување, различно мислење, плурализам и гласност. Протестот е уставна категорија, дел од човековите права и тука нема понатамошна дискусија. Протестите може да бидат мали или големи, тензични или камерни, со емоции или символични. Тоа е колумната на Владко Ѓорчев. А сега емисијата ја продолжуваме со ставовите на дел од новинарите, на дел од уредниците околу последните случувања во новинарството. Значи, тука се коментираат ставовите на Министерството за информатичко општество, кое побара список на членови од Сдруженијето на новинари на Македонија, кој одби да го даде тој список, со тоа што со образложение дека тие немаат никаква обврска да даваат отчет пред Министерство за списокот на новинари. Тука сега се најде главниот и одговорен уредник на весникот Вечер, Драган Павловик Латас, кој во својата редовна колумна вели дека тоа што го прави ЗНМ е спротивно на неговите членови. Еве колумната на Драган Павловик. Таа е насловена Тепих. Само еве вака да го наместиме односот на екранот да се чита. Павловик пишува: Насер Селмани и Сдруженијето на новинари ЗНМ со еден потез ги поништија новинарите и новинарството и ги сведоа на бројки. Кога дојде денот да ги измера целите и членството со конкурентската асоциација на новинари МАН, видоа дека ги нема повеќе од 200, наспроти 440 кај МАН, и решија да ги скријат податоците. Излегува со изјава дека се 500, но не давале податоци дали и колку стварно ги има, затоа што нивните членови се плашеле да се представат пред јавноста, бидејќи имале страф од власта. Поголем злостор кон новинарска професија и новинари нема направено никој, ама баш никој во на 200 години старата историја на денес познатото новинарство. Насер Селмани си дозволи околу 200 новинари, членови на ЗНМ, да станат подземје. Луѓе без улица, без име, новинари без подпис и легитимитет. И тие зад него послушно ќутат. И сега продолжуваме со ставови кои се поврзани на некој начин со ова индиректно, но кои повеќе се однесуваат на ставовите на Драган Павловик Латас. Тука има некои новинари, колумнисти кои реагираат на негови ставови, ставови изречени и во весникот Вечер и во телевизијата Сител, па еве што велат. Еве го колумнистот Боки Бургија, кој пишува: Сите права ти се потрошени, друже Латас. Тука Боки Бургија ја коментира изјавата на Драган Павловик дека тој имал право да ги кажува неговите ставови. И вели: Епа немаш право, бе Латас. Твоите права се добро познати на читавото МКД пучанство. Освен на контаминираната боксерска раса, која откако ќе се деконтаминира, ќе ти го покаже единственото задржано право, ќе ти ја испорача фактурата на ѓаволот. Да, друже Латас, ние останатите незатруени и слободо мислечки граѓани од поодамна ти ги имаме одземено правата. Но твојата казна ќе стаса токму од тебе затруената македонска раса. Таа ќе ти ги одземе сите понатамошни права и ќе те праша од каде и од чиви пари боксерот те направи милионер. Ќе те казни за ниското попрскување на сопствениот народ и на државата Македонија, за која, како што велиш, многу ти е гале.
за да ги наполниш сопствените куфери и да ги товариш магарињата на заштитените ти како бели мечки, твојот газда Дзинго и твојата колешка. Тоа е ставот на колумнистот кој се потпишува како Боки Бургија. Продолжуваме со колумна на Бранко Геровски, исто така посветена на Драган Павловиќ. Латас, во која тој одговара на неговите наводи дека тој бил обесправен и дека се напаѓало неговото семејство. Геровски пишува: мој Латасе, во насловот, а ставот е следен. И ова ќе го прилагодиме да се види во. Мој Латасе, искрено, мене ми е жал што ти го напаѓаат семејството. Многу добро знам како ти е. Ако се сеќаваш, цела една емисија ми посвети на мене и на моето семејство, изнесувајќи најдолни лаги. Затоа те тужев и те добив со првостепена судска пресуда, но среќа фати амнестијата и јас потоа не обновив ниту една тужба против новинар. Ти и кумуваше на оваа агресија, Латасе. Не ти текна да не им го правиш на другите она што не сакаш тебе да ти го прават. Заборави дека животот е долг и дека тркалото се врти. А кога ќе се сврти, јас, за твоја жал, нема да бидам тој што ќе ти суди. Но ќе ти суди некој ист како тебе, некој бетер од тебе. И јас со те. И после нема да биде добро, а и јас од тебе. Како утре тебе ќе те бранам, пусти, Латасе. Ова е ставот на Бранко Геровски, кој на моменти и не можевме да го прочитаме интегрално, бидејќи има некои делови кои не се за читање. Емисијата ја продолжуваме исто така со случувањата во новинарството и една од вестите која е изминатата недела одекна силно во јавноста, тоа е смената на главниот и одговорен уредник на Нова Македонија, вестникот Зоран Димитровски, кој е сменет од сопственикот на вестникот. Имено самиот Димитровски кажа дека е сменет поради ставовите кои ги кажува во своите колумни и кажа дека се работи за политичка смена. Во политичка смена се посомнева и председателот на Сдруженијето на новинарите и сега ќе видиме некој дел од реакциите околу ова случување. Еве го ставот на самиот Димитровски, кој вели: отказот е заради моите колумни биле политичка манипулација. Неговата реченица: отказот го добив затоа што ми беше речено од страна на Јорданов, тоа е, значи, сопственикот на Нова Македонија, дека сум ги нарушувал професионалните новинарски стандарди и сум манипулирал политички. Сум манипулирал со вистината во моите колумни. Тоа вели Димитровски дека е причина за неговиот отказ. А отказот на Димитровски предизвика силни реакции меѓу новинарските здруженија за, значи, во редок случај се огласи и новинарското здружение ЗНМ, кој обично не реагира по смена на главни уредници, а овој пат има реакции и од други невладини организации, како што е невладината Цивил, која вели смената на уредникот Димитровски е политички притисок. Еве го ставот на Цивил. Зоран Димитровски, уредник во вестникот Нова Македонија, гласно застана во одбрана на својот колега новинарот Томислав Кежаровски, кој беше спектакуларно уапсен. Помина низ 5-месечна агонија во истражниот притвор во Скопје. Беше осуден на 4,5 години затвор за текст објавен во 2008 година и сега е во домашен притвор во очекување на правосилност на пресудата. Кежаровски беше новинарот кој истражуваше
која истражуваше смртта на Никола Младенов, уредник на независниот политички неделник Фокус, што поред изјавата на еден од адвокатите веднаш по судењето го наведе како вистинска причина за прогонот на Кежаровски. Сега тука е и изјавата на високата представничка на ОПСЕ за слобода на медиумите Донја Мијатовиќ, која и по посетата во Скопје беше критикувана од дел од новинарите дека со неизините прилично благи ставови и изјави кога дошла во Скопје, тие не соодействувале со незините претходни ставови. Но веднаш по смената на Димитровски, Донја Мијатовиќ се огласи на својот Твитер профил и вели дека се работи за загрижувачки тренд. Еве го точно незиниот став, вели ненадејниот отказ за грижувачки тренд кој се додава на проблематичните прашања кои ги покрена вчера. Еве изјавата и на председателот на ЗНМ Насер Селмани, кој отворено се сомнева дека смената на Димитровски е политичка. Селмани вели: по смената на главниот и одговорен уредник на дневниот вестник Нова Македонија Зоран Димитровски, сега веројатно на многу скептици им е појасно зошто Македонија е на 123-то место во индексот на репортери без граници за слобода на изразување. Не случајно Македонија е последната земја во слободата на изразување во регионот, а на европско ниво зад нас е само Украина, вели Насер Селмани. Ќе видиме и колумна на Горан Арсов, кој пишува за неговиот портал Зазу, кој има напишано еден цел текст и се вели нецензурирано и некорумпирано новинарство. Тука Арсов аргументира со образложението на Нова Македонија за непрофесионалноста на Димитровски и ја поставува следната теза. Доколку прифатиме дека образложението е вистинето, тоест дека Зоран Димитровски бил навистина тежок непрофесионалец, треба да се запрашаме кои се конкретните докази. Например, образложението ги спомнува ставовите во неговите текстови, а не посочува на ниедна конкретна колумна. Образложението зборува и за наметнување ставови, но ова е сосема нормално за човек кој има сопствен став. Например, Мирка Велиновска пишува колумни во Нова Македонија во кои се обидува да наметне ставови, а некој ќе каже и дека манипулира, па дури и лаже. Но очигледно дека ова на Минчо не му е проблем. Логички. Проблем му се конкретните ставови на Зоран Димитровски, а не нивното наметнување. Ова е ставот на Горан Арсов. Емисијата ја продолжуваме со анализа на политичките случувања. Тука ќе видиме коментари на некои од председателските кандидати, ќе видиме анализа на новинари, на колумнисти за ставот на Дуј за консензуален кандидат, како и некои други политички анализи. Почнуваме со Facebook статусот на професорката Билјана Ванковска, која се кандидира како независен кандидат и која собира потписи за својата кандидатура. Еве еден, и може да се каже дека во последниот период Ванковска е прилично активна на социјалните мрежи, значи пишува статуси кои се во една по-честа фреквенција од вообичаено, што е и нормално, бидејќи се обидува да се кандидира за претседател и вели: би ценела ако во овој период ме поштедите од прашања за моите ставови или што би било, кад би било, бидејќи сум тотално растргната и фокусирана на новинарски интервјуа, кои редовно ги читате, и на собирање потписи.
Мислам дека не е фер да ми одмогнувате со отварање дебати во време кога треба да се подпишуваме. Дебатата ви ја ветувам веднаш по собирањето на подписите. Ви ветувам и многу интересна председателска кампања. Нема да бидам дел на хор, ниту ќе употребувам празни флоскули и рефрени кои сте ги слушале безброј пати, вели професорката Ванковска. Емисијата продолжуваме со исто така коментари поврзани со претседателските избори. Тука е колумна на Тони Науновски која се адресира на ставот на ДУИ дека е можен и бојкот на изборите и вели од ДУИ нека бојкотираат. А зошто така мисли Науновски, ќе видиме од оваа реченица. Бојкотот на ДУИ е наша голема шанса на секој граѓанин на Македонија, на нас легалистите и демократите, кои го почитуваат уставот и законите и ги почитуваат политичките стандарди кои важат, например, во државите од Европската Унија. Имплицитно, во македонскиот устав, во актуелниот општествено-политички систем, легитимна и легална е можноста за негласање, односно бојкот на изборите. Сега одиме со ставот на Дау Даути, кој е редовен колумнист на Дневник, кој вели јавна или скриена коалиција и тука ги анализира случувањата поврзани исто така со владеачката ДУИ и нивниот став за претседателски кандидат. Даути вели, а сега, еве едно поинакво гледиште на понудата на ДУИ. И површна анализа ќе не доведе до заклучок дека зборот консензуален во практична смисла не значи тоа, бидејќи кога би бил таков, тоа значи дека тој би имал поддршката не само од коалиционите партнери ВМРО ДУИ, туку дури и од опозицијата. Она што го заговара ДУИ секако би било пожелно, бидејќи претседателот татко на нацијата треба да биде обединител на целото општество, а таков може да се избере со гласовите на повеќето релевантни партии и со голем одзив на гласачкото тело, а таков одзив може да се обезбеди само со гласовите на албанците. Тоа е колумната на Дау Даути. Одеми со исто така редовната колумна на Илија Димовски од ВМРО ДПМН, која, како и речиси секоја недела и овој пат е посветена на опозицијата. Па Димовски во самиот наслов вели работа или демагогија. Тука овој дел кој што го избравме се однесува на тврдењата на опозицијата дека власта го крши изборниот закон, дека не стои на тоа што ветила и дека спротивно на договореното води неправилна и незаконска кампања. Тезите на опозиционерите се дека ова се прави поради изборни калкулации и дека е спротивно на изборните правила утврдени со последните измени на изборниот закон. Ниту едното, ниту другото е точно. Верувам дека колегите на другата страна од политичкиот спектар многу добро го познаваат изборниот законник, поради тоа што измените беа по нивен предлог во апсолутна смисла на зборот и поради тоа што буквално сите предлози што ги дадоа беа прифатени од ВМРО ДПМН. Па затоа се надевам, сосема легитимно причините за ваквите нивни настани ги барам во други за нив очигледно проблематични причини. Тоа е ставот на Илија Димовски. Во овој дел го завршуваме и политичкиот сегмент од емисијата и ќе завршиме со последни две колумни кои се однесуваат на надворешно политичките случувања и кои се претежно поврзани со македонските евроинтеграции. Една е на Христо Ивановски од Дневник кој вели диагнозата на Курт Вокер. И тука Ивановски ја елаборира тезата дека НАТО сојузот има големи проблеми и дека Македонија треба да се запраша дали сака во овој момент да влезе во таков сојуз.
Како една од причините за проблемите, Ивановски го таргетира генералниот секретар на НАТО Андреас Фог Расмусен, кој според него не е толку силен предводник на организацијата како неговите претходници. Тука Ивановски почнува со неговата изјава по пресудата во Хаг за позитивната пресуда во Хаг за Македонија, кога Расмусен кажа дека таа изјава нема да влијае во интеграциите во НАТО. Неговата изјава, дадена уште пред да се проанализира пресудата дека таа за НАТО не важи, ќе влезе во антологијата како совршен пример за газење на меѓународното право. Македонија не е членка на Алијансата, тоа го знаеме, но земјата не е случајно пред портите на НАТО. Таа добила зелено светло од Алијансата за нејзината волја да стане членка на клубот. Си ги знае домашните задачи. Добила признание за тоа, како и за борбата против тероризмот и ширењето на демократијата, и одеднаш стоп. Така преку примерот со Македонија, всушност можеме да ја видиме и слабата алка наречена генерален секретар, кој заедно со секретаријатот не биле на висина на потребите на организацијата. Тоа е ставот на Христо Ивановски. И емисијата ќе ја завршиме со последен Facebook статус на Ивица Боцевски, кој се однесува на изјавата на представникот на Европската Унија во земјата дека Македонија треба да најде партнер во преговорите за името. Па Боцевски вели: ова ми делува многу криптично. Ако го нема соговорникот, треба да го најдеме. Па доколку го најдеме, тој што го нема и доколку тој изјави дека ништо не може да се направи, тогаш би било едноставно неконструктивно. Ваша екселенцијо, Македонија 4 век била соговорник во Грција, како што Диоген циникот дење со свеќа во рацете барал човек по атинските улици, но за жал не можеме да најдеме соговорник. Единствено наоѓаме силеџии, шовинисти, притисоци, уцени, навреди, негирања, безобразлук и дрскост, а за жал токму овие силеџии имаат преќутна поддршка од меѓународната заедница. Со ова ја завршуваме оваа трета порта и оваа среда емисијата беше посветена на неколку теми, а вие емисијата следете ја секогаш во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, трета порта не ви кажува како да размислувате, туку едноставно ви ја презентира големата слика, а заклучок донесете сами. Останете со програмата на 24 вести.